ние, знаете, македонците се уште имаме со цел свет проблеми околу нашиот идентитет, нашата култура, нашата историја. Преку овие фотографии, не само преку овие фотографии на поп Стефанија, туку и преку сите други стари фотографии, ние може да докажеме кои сме и што било што се случувало во ова наше поднебје, тука во сите наши градови. Прикажани се и војници кои што биле присутни во тој воен период, од сите војски што поминале низ Охрид, германци, бугари, италијани, партизани, од сите тие. Но повеќе акцентот е ставен на обичниот човек, на граѓаните на Охрид, каде што се прикажани неколку локации, пристаништето, Канео, улиците, архитектурата на Охрид, плажите. Во архивата на Македонскиот центар за фотографија се чуваат неколку илјади негативи, кои што во 2000 година ги презедовме од семејството на Љупчо Поп Стефанија, кој што е син на фотографот. И ние во овие 20 на 20 и повеќе години полека дел по дел ги обработуваме, затоа што тоа е една макотрпна работа од сите тие безброј негативи, безбројни сликички, да ги селектираме, да избереме, па од тој избор да направиме една помала селекција. Одевме на тоа да бидат застапени сите жанрови кои што Јонче Поп Стефанија ги фотографира. Да имаме и воена фотографија, тоа не е класична воена фотографија, но тоа се војски, повеќе се, да речем, портрети или портрет фигури. Да направиме избор од документарни фотографии на кои што се снимени охриѓани, и да направиме фотографии кои што го прикажуваат и самиот град. И самите обичаи, и самите процеси, имаме некои свадби, некои лити, митинзи, доаѓањето на германската војска, доаѓањето на партизаните. Центар, ние сме спремни да ги подариме овие фотографии на Охрид, кога ќе има таков момент тие да бидат изложени трајно за сите туристи и охриѓани да можат постојано да ги гледаат тие фотографии и да учат за историјата на Охрид преку овие визуелни записи. Аргумент дека Јонче Поп Стефанија бил фотограф кој што малку различно размислувал од онаа класична дуќанска фотографија, нели, фотографија за документи, е податокот дека во 1942 година заедно со Ристо Паунчевски од Охрид направиле изложба на уметничка фотографија во хотелот, мислам дека хотелот Белви во Охрид, која што после во Пловдив ја пренеле, изложба на пейзажна фотографија од пейзажи од Светинаум и од околината на Охрид, што навистина е реткост. Таа е една од првите самостојни изложби направени во Македонија од македонски фотограф.